Председателот на СДСМ Венко Филипче преку објава на Facebook им се обрати на работниците, обвинувајќи ја ВМРО ДПМН дека води црна кампања и дека не сака да им ја зголеми платата. Во меѓувреме од партијата го повика ДКСК да постапи во врска со нивните наоди со тендерите на Министерството за дигитална трансформација. Бараме итно постапување од Државната комисија за спречување корупција по овој случај, кој мора целосно да биде расчистен. Министерот Стефан Андоновски на пресконференција го призна скандалот со тендерите во неговото министерство, но наместо да понесе одговорност, да се извини и да поднесе оставка, тој дрско ги бранеше договорите за тендери кои завршиле кај сопругот на државната секретарка Клинчарова. Од ВМРО ДПМН обвинија дека Филипче и СДС повторно манипулираат со јавноста за минималната плата, а пратеникот Драган Ковачки се осврна на состојбите со судскиот совет. Еден од најголемите столбови на овој корумпиран систем е судскиот совет. Тело кое наместо да ја гарантира независноста на судството, беше претворено во заштитник на криминалците од СДСМ и ДУИ. Ова се фактите што не смееме да ги заборавиме. Судскиот совет има 2% доверба кај граѓаните. Ова не е институција што ужива почит. Ова е тело што служеше за политичка и бизнис мафија да ги штити своите луѓе од одговорност.